Почитувани, градоначалникот Тепач Сашко Митовски од Крива Паланка пред јавноста глуми жртва, а во суштина се однесува шерифски во општината. Тепачот Митовски ја злоупотребил службената положба заради тоа што нема извршено надзор и контрола. И спротивно на закон, одобрение за градба потпишал како важечко, иако не требало. За СДС тоа е режим, а Митовски жртва во случајот. Митовски не е никаква жртва, туку локален шериф во Крива Паланка кој ги тепа своите сограѓани заради тоа што има капка повеќе алкохол во него. Но сепак, би ги прашале СДС дали тепачот градоначалник Митовски е жртва и во друг случај, кога повторно, спротивно на закон, се изготвило решение за поставување на урбана опрема, поднесена од правно лице угостителски објект или во превод кафуле, чиј собственик и управител е токму неговиот брат Милан Митовски. Замислете до каде одат градоначалниците од СДС како Митовски во општините со кои раководат. Тие мислат дека општината им е нивен приватен бизнис, па си прават што сакаат и мислат дека нема да одговараат пред законот, затоа што досега праксата покажа дека секој оној кој што е близок до СДС или пак член на истата политичка партија не одговара и нема никакви судски последици за работите кои ги прават спротивно на законите. Исто така, за овој случај Тепачот Митовски има добиено кривична пријава и покрај него уште 3 други лица кои веројатно по негова насока го одобриле барањето од правно лице угостителски објект за поставување на урбана опрема, која е во собственост, да повториме, на неговиот брат Милан Митовски. Почитувани, ова е само уште една потврда дека Сашко Митовски не е никаква жртва, ниту пак е под прогон на некаков си режим, туку само обичен локален шериф кој својата власт ја користи за своји лични интереси. Митовски знае дека за многу брзо од денес ќе ги загуби изборите, бидејќи на граѓаните на Крива Паланка им е доста од градоначалник кој ги тепа своите сограѓани. На граѓаните на Крива Паланка им е потребна промена, а ВМРО ДПМН преку свој кандидат ќе ја испорача промената. Ви благодарам.